Уште 8 пациенти од пожарот во Кочани кои беа испратени на лекување во странство и се во подобрена состојба денеска се враќаат во Македонија. Во следните денови се очекуваат нови исписи на повредени од Белгија, Австрија, Хрватска и Турција. Речиси сите од нив се здобиле со изгореници во трагедијата. И во домашните болници се намалува бројот на хоспитализирани. 9 мина се пуштени на домашно лекување, откако им се направени токсиколошки и психолошки анализи. Здравствените власти информираат дека 4 пациенти кои се во странство и натаму се во критична состојба. Генерално сите пациенти се во добра и стабилна состојба, освен 4 пациенти кои што беа критични и продолжуваат да остануваат критични, меѓутоа критични кога велам денеска се малку подобро, весте дека тие критични се малце подобро отколку што биле вчера. Меѓутоа, повторно се уште се во релативно тешка здравствена состојба. Во Кочанската болница пластични хирурзи веќе изведуваат прегледи на пациентите, а се формираат тимови и собираат материјали потребни за нивната работа, потврди од клиниката за пластична и реконструктивна хирургија. Оттаму апелираат до повредените да не земаат мелеми од домашно производство за третман на изгорениците. Вчера некој ми подспомна дека има некои мелеми кои што се продаваат на социјалните мрежи, значи не знаеме од какво потекло се и дали се тие стерилни или не се стерилни. Да апелирам затоа и со Министерството за здравство се овие групи и на доктори, тимови кои што ќе ги праќаме, кои што ќе одат во Кочани за да можат тие пациенти сите да се третираат во стерилни услови со материјали кои што се стерилни, за да може тие инфекции да ги намалиме и да ги сведеме на минимум. Од клиниката за токсикологија велат дека сите пациенти кои пристигнуваат од странство добро го поминале 24-часовното надгледување од страна на лекарите. Вчера вечер дојдоа кај нас 4 пациенти кои што се вратија од Шпанија. Веднаш беа обсервирани на клиника сите 4, прегледани од токсиколог, од конзилијарен анестезиолог и од конзилијарен психијатар. Сите добија нешто терапија. Денеска на визита повторно ги видовме, во меѓувреме земавме и токсиколошки анализи повторно и лабораториски анализи повторно. Сите наоди се во референтни вредности. Во македонските болници, на Клинички, во Стара Градска, во Го8 септември и во Аџибадем Систина, на болничко лекување остануваат уште 15 пациенти. Поголемиот дел од нив се оперирани поради изгорениците и се во стабилна здравствена состојба.